почитувани гледачи, добре не дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Приказни од Гостивар. Минутите кои што ги издвојуваме на телевизија Кисменада за оваа емисија, ги посветуваме и ги исполнуваме на некои интересни нешта, знаменитости, обележја, белези на Гостивар, најразлични традиции и сето она што веруваме дека ќе го задржи вашето внимание. Секако дека имаме и интересни личности кои што имаат не секојдневно и навистина некое хоби кое што го привлекува вниманието. Токму ова издание на емисијата Приказни од Гостивар имаме таков гости. Младиот гостиварец Дане Гавриловски, кој што има хоби изработка на ножеви. Добре ни дојде во емисијата и ти благодариме што ја прифати нашата покана. Ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Дане, ќе зборуваме многу за ножевите. Имаш многу што да ни кажеш. Меѓутоа, разговорот ќе го започнеме од самите почетоци. Како, од кога и од каде потекнува љубовта и интересот за да изработуваш ножеви? Па љубовта за ножевите не се сеќавам од кога почнува, веројатно сум бил многу мал. Најверојатно дедо ми е крив за тоа, пошто тој ми правеше мали дрвени ножиња. Едно еве го овде. Другите више се загубиле пошто поминало време од тогаш. И ми даде неколку малечки преклопни. И со текот на времето почна да ги правам и сам. Има отприлика 15-16 години од првиот нож. Отприлика. Како се развиваше потоа приказната? Веројатно поминало време, па овие дрвени ножеви веќе не ти биле предизвик, туку си сакал да правиш и нешто повеќе. Фала Богу, тогаш почна да се развива и интернетот и информациите и беше лесно за да се дознае тоа што не интересира. Например, додека другите веројатно шетале, јас сум седел на интернет, сум собирал информации за ножевите. И почна да се собираат материјали. Првиот нож, еве ми го овде. Ова ми е првиот нож што го направив. Има 15-16 години, веројатно, не сум сигурен да не ме држите за збор. Од што е направен? Ова е преправен стар нож, беше поголем нож, имаше запци и го преправив како што мислам дека треба да биде и тој останува во мојата колекција за и ќе остане во наследство. Так. После тоа почнав да правам и други ножеви. Не се више тие тука. Веројатно се имаат загубено. Кажи ни, какви материјали користиш за да можеш да изработиш еден нож? Се разбира дека со оглед на тоа дека има различни типови и видови на ножеви, според нивната намена, зашто се користат, какви се, што се, но генерално што ти треба за да изработиш еден нож? Сечивото е најбитно. Значи, тука има многу разлика кај сечивата, може да бидат од карбонски челик, може да биде од стаинлес челик. Карбонскиот челик полесно се остри и подолго ја држи острината, меѓутоа потемнува и има малку незгодна боја. Овој на пример карбонски челик. Си добива со тек на времето патина со користењето. Што значи тоа? Патина е Објасни ни нас и за гледачите ова што. темна боја е патина. Так. Значи карбонскиот челик си ја добива таа патина, тоа му е заштита од корозија. Ако не патинира, тогаш може да добие црвена боја, тоа е више кородиран нож и не е хигиенски за користење. Добре. Секако карбонските сечива избегавам да ги користам баш поради тоа, користам сечива што не рџосуваат од стаинлес челик. Тие се отприлика сите другите. Добре. Битна е исто и рачката, формата на рачката, зависи и од намената на ножот. Од што ги изработуваш рачките на ножевите? Најчесто користам во последно време еленски рог. Тоа е за ловечките ножеви, тие во последно време ги правам и највише. Тие би биле овие ножеви. Тука некаде имаме, да? Да. Добре. Овие. Тие се со заоблен врв нагоре. Добре. Рамно брусени. Поприлично се тешки кога ќе се фатат. Да, обично се подебели, тоа зависи од дебелината во грбот од ножот. Так.
Например, нож за кујна треба да е потенок. Еве, ово е добар пример. Тоа е потенок во грбот, значи ножот за кујна треба да биде секогаш потенок за подобро да сече. Дали морков, дали патлижан, и различни материјали што се користат, а ловџиските ножеви, ножевите што се за во природа, пожелно е да бидат подебели во грбот за потешка употреба. Ипак се користат на терен сепак. Колку е тешко да се направи еден нож? Колку време, да речеме, ти треба за да изработиш тоа? Веројатно зависи од тоа каков е ножот. Меѓутоа, генерално, дали е тешко и колку труд и време посветено, внимание е потребно за да својата идеја или потребата, нели, од крајниот производ да го добиеш тоа што сакаш? Па мене виши не ми е толку тешко, меѓутоа можам да го објаснам процесот. Јас работам сега со готови сечива, ги порачувам од Финска и од Англија. Тие идат како материјали, малку ги доработувам, ги острам и ги полирам, после им ставам рачки и одбойник и футрола. Да ја објасниме за нашите гледачи изработката на ножевите. Кој е процесот за да го добиеме крајниот производ? Најпрво ни треба парче челик, што е соодветен за изработка на ножеви, значи не секој челик е подготвен за изработка на ножеви. Прво треба челикот да се загрее на одредена температура за да се омекне. После тоа се бруси или се кова, зависи кој како преферира. Ако се бруси, треба да се избруси до саканата форма, да се наостри и грубо да се исполира, и потоа треба да се стави во печка да се кали. Тие се температури од прилика над 800 степени. После калењето треба ножот да се стабилизира. Тоа е омекнување, пошто ако го оставиме така, ќе биде многу тврд и ќе пукнува. После стабилизацијата треба да се финишира ножот за крајна употреба, значи да се исполира, да се наостри убаво. После тоа треба да се одбере материјал за рачка и конечниот изглед на ножот. После тоа се прави одбойник, футрола. Меѓутоа, последните 5-6 години, бидејќи немам више печка, немам услови за тоа, работам само со готови сечива. Ги порачувам сечивата од Финска и од Англија и малку ги доработувам ако има потреба. Се фокусирам на рачката, одбойникот и на футролата. За рачки користам различни дрва, екзотични дрва, рогови од елен, рогови од бафало, од ирвас и различни синтетички материјали. Каде можат материјалите да се најдат, како ги набавуваш? Па кај нас најлесно достапни се роговите од елен, се условно е тоа лесно, пошто ги нема баш секаде. Јас дел од ловците ми даваат, некои од шумарите, некој ако најдам сам случајно низ прошетки низ природа. Обично на лето секогаш сум во природа, секој викенд. Значи тоа е тоа. Гледаме дека имаш многу ножеви, колку имаш изработено досега, и ако можеш да се присетиш или да издвоиш, кој би бил најинтересниот нож или нож што ти било најголем предизвик за да го направиш? Точна бројка нема, меѓутоа сигурно се некаде над 300. Повише се интересни. Би ги издвоил овој ножеј што го правев за син ми. Ова е рачка од шишарка со смола. Потоа овој исто така што ми е еден од подрагите, Дамаскус, со стабилизирана бреза и со рок од бафало како инсерт, одбойник од инокс. Колку време го правиш овој нож? Па од прилика 30 на сати само на рачката и на одбойникот и на футролата, пошто сечивото беше готово. Така и за него рече дека ќе остане во твојата колекција, веројатно и за твоите деца ќе го чуваш. Веројатно, ако не се предомислам во меѓувреме. Така. Да речеме еден од подрагите ножеви. Ајде да кажеме овој нож како? Овој од тие ножеви што се за ловците, ловџиски нож, значи рачката му е теленски рок, сечивото му е широко за полесно да може да се работи со дивеч и врвот му е заоблен за полесно да се отвара дивечот. Овие се например ножеви за работа со дрво. Нивното брусење е поинакво, ова се вика сканди брусење. Значи ножот е острен од прилика 3/4 од ширината и почнува до нула. Овој рез, ова брусење е најпрактично и најефикасно за работа со дрво.
за делкање, за правење фигури и за кампување. Обично камперите сечат најчесто дрво и храна, така да ги покрива и тие работи. Добро. А ова малово, например? Овие малечките се за делкање и за во кујна ги користат, не знам како се вика таа техника, кога украсуваат лимуни, патлиџани. Значи ова би бил и добар нож и за домакинки и за сите оние кои што професионално се занимаваат. Таму кај што треба голема прецизност, пошто со пократко сечиво имаме многу поголема прецизност кога бидејќи врвот ни е поблиску до прстите. Така. Интересно. Ти имаш изработено многу ножеви и имаш богата колекција. Ја познаваш таа тематика. Има ли во Македонија многу луѓе кои што се заинтересирани да собираат колекција? Дали има колекционери на ножеви? Има колекционери, не ги знам сите. Меѓутоа знам дека има луѓе што ги имаат над 10-15 ножеви, такви се неколку луѓе во Македонија. Какви најчесто ножеви ги интересираат? Што бараат? Еве да речеме, ти изработуваш, што најчесто ти бараат, ако може нешто, дали е нешто тоа поспецифично? Најчесто ги бараат универзалните ножеви. Значи тоа е нож што може да се користи и во кујна, и во природа, и на лов. Ги покира сите, тоа е отприлика овие ножеви, оваа големина, сечиво до 10 см, 3,5-4 мм дебел, да е некаде на средина, рамно брусен да е. Така, држката од што е изработена? Во конкретниот случај? Ова е од роузвуд, екзотично дрво од Јужна Америка. Ова е лично мој нож, више 12 години е кај мене и ме служи добро. Така. Има едно старо непишано правило во врска со ножевите, односно подарувањето на ножеви, и мислиме дека ти си вистинскиот човек што може да ни каже зошто е тоа така. Правилото вели, ако некој ти подари нож, ти треба да му подариш метална паричка. Да. Која е символиката? Зошто така е пракса? Тоа е за да не се пресече пријателството со човекот што го поклонил ножот. Многу интересно. Пошто ножот сече работи за да пријателството да остане и таа врска да биде непрекината. Имаш ли ти такви примери? Има. Значи го знаат правилото луѓето. Го знаат. Претходно во муабетот, кога зборувавме, кога се договаравме, ни спомена неколку интересни правила, совети за користење на ножевите во кујната. Верувам дека ќе биде интересно и за нашите гледачи да го кажеме тоа. Ножот кога се користи во кујна, задолжително мој совет би било да се користи на даска, бидејќи ножот треба да е многу остар, и ако се сече на керамички тангир или на нешто слично, самата ивица од ножот ќе се оштети и нема да ја добие, нема да има острината што треба да ја има ножот. Значи совет секогаш да користат даска. И кога гураат од даската да не гураат со сечивото од ножот, туку да го користат грбот од ножот за гурање. Тоа би го кажале, би ги советувале и би им препорачале на сите оние кои што работат во кујните И совет за сите што користат ножеви, ножевите да им бидат остри. Бидејќи остар нож е сигурен нож. Затоа што притисокот и напорот што се користи за да се пресече нешто е помал и контролата на ножот истовремено е поголема. А колку често треба да се остри сечивото на ножот? Зависи, обично кујнските ножеви треба да се острат еднаш неделно од прилика. Зависи колку се користат, меѓутоа од прилика би било тоа еднаш неделно идеално. Така. Освен ножеви, комплет со ножевите доаѓаат и овие футроли кои што исто така ги правиш. Кажи ни нешто околу футролите. Како тие се изработуваат, од кои материјали? Сето ова што го гледаме тука е се рачно правено. Значи и шиењето, целиот процес ти го правиш. Футролите се прават од билно-штавена кожа, бојата е различна, зависи од ножот и од желбите. И кожата се става во топла вода за да омекне, за да може да се формира, да ги прати линиите од ножот. Се работи за дебела кожа од 4 мм, ако не е мокра не може да се искриви. После тоа се шие рачно, ако треба да се ставаат печати, се ставаат печати. Ова футрола и оваа футрола, значи овие печати се ставаат на мокра кожа.
мора да се намокри со топла вода за да омекне и тогаш се ставаат печатите. После тоа се суши на нормална температура. Ако се стави на многу топло, може да изгори кожата и да испука. Треба ли секој нож да има футрола? Па, куинските ножеви не мораат да имаат футрола, бидејќи се дадат во кујна, а ножевите што се користат во природа, препорачливо да имаат футрола, за да може да ги носат со нив. Така, како овие што ги гледаме тука. Интересно би било да ги покажеме типовите, најчестите типови на брусење на ножевите што ги користам, па и може да се каже и дека генерално се користат. Ќе почнеме со сканди. Тоа започнува, сечивото е рамно и наеднаш има еден агол што е до нула. Тоа е најчесто се користи за работа со дрво, најубаво го сече дрвото. Од прилика шематски би изгледало вака. Потоа иде рамното брусење, тоа е најчесто користено, најчесто го користат во кујна. Значи, сечивото се бруси рамно до последниот дел и на последниот дел се става секундарен рез. Кога се остри само тој секундарен рез. Тоа шематски би изгледало вака. И конвексното острење е отприлика најлесно е да се објасни како форма од чамец. Значи тоа нема рамни линии на него и кога се остри целото сечиво. Тоа е универзално, убаво сече месо, убаво сече храна и дрво. Исто е битно да се напомене дека сечивата, дека остриците може да имаат различна цврстина. Например, тие што се во последните неколку милиметри од сечивото во овој дел. Потенки тие повише најубави се за користење во кујна, меѓутоа при страничен притисок, кога се работи со дрво или со цврста коска, може да пукнат, бидејќи се тенки, немаат доволна цврстина тука. Конвексните пак се јаки, бидејќи дебелината поради нивното брусење им е јака, тие може да пресечат и коска и појаки материјали некогаш. И скандинавското острење е сепак најдобро за дрво, бидејќи самиот рез му е многу тенок и многу лесно може да дојде до оштетување. Јас користам различни материјали за рачки. Најчесто користам дрво. Ова е, например, се вика материјалот G10. Тоа е еден вид на многу јака пластика. Од дрвата најчесто ги користам крушата. Орев најчесто го користам венгета. Овие се стабилизирани тиркизни брези. Тие важат за екзотичен материјал. Исто ова е стабилизирана шишарка, слонова коска. Таа се набавува легално онлайн, не е преку црни патишта. И овие се рачките со рокотелен. Може да направиме кратка демонстрација на одржување на оштрината на ножот. Значи, ова е многу фин камен. Од прилика се користи, треба да се прати аголот што му е на секундарниот рез. Се поминува по 10 пати од двете страни под ист агол. И на крај се користи каиш со полир паста. Ова, доколку го правиме секоја недела, ножевите што ги имаме дома во кујните ќе ни бидат доволно остри и нема потреба да ги остриме подетално. А ако се многу оштетени, тогаш ќе имаме прилично работа. Значи, совет до сите е да ги одржуваат ножевите остри на пофини камчиња за оштрење или на водени шмиркли. Ги советувавме гледачите како и колку треба да го острат ножот, а за да биде ножот точно остар, тој треба да може да исече и парче хартија, да го покажеме тоа како оди.
Јас би рекла изгледа и поприлично опасно и би порачала внимателно со ножевите, користете ги како алатка, а не како оружје. Има уште нешто интересно што Ова е кременче за палење треба оган. да го покажеш, да. Ова е корисна работа за луѓето што одат во природа, што имаат потреба од оган, дали се кампери, едноставно сакаат да направат скара во природа. Секако користат и запалка, меѓутоа ова е практично пошто ова работи и на мокри услови и практично трае до живот. Од што е изработено ова? Магнезиум. Ова е шипка од магнезиум. Целата оваа гледка и сите овие работи што ги гледаме тука пред нас, без разлика дали се ножевите, дали се футролите, се асоцира на природа. Барем мене така ме асоцира. Ти си голем влюбеник во Да. природата. Кажи ни, планинариш, шеташ по природа. Одам на планини кога можам. Сега заради домашните обврски тоа не е баш и многу често заради дечињата и работата. И семејството си сака време, меѓутоа се трудам барем 2 пати, 3 пати годишно да се искашам на некој врв. Обично секој викенд сме фамилиарно во Маврово и таму одиме често во природа. Како успеваш да ги избалансираш? Ти си еден млад човек, имаш 36 години, имаш 2 дечиња, нели семејство, работиш. Како успеваш да ги избалансираш сите обврски и да најдеш време за едно вакво специфично хоби кое што си бара и време и трпение и љубов посветено? Се најдува време, немам многу време слободно, меѓутоа тоа што е некако во договор со сопругата да искористам да ја поздравам и сопругата, и син ми, и ќерката, и домашните. Тие ми помагаат сите за да имам време, барем 2 сата во денот кога е потребно за да се посветам на некој нож. Така. Порано си имал и аквариум, значи повеќе рибчиња си одгледувал и тоа било еден вид на твоја пасија. Кажи ни нешто околу тоа. Тогаш беа 15 аквариуми во прашање и беа од прилика дома над 8.000 риби. Добро, беа малешки рибчиња, пошто имав парови што се мрестеа. Меѓутоа тоа беше друга етапа од животот. За жал сега времињата се променија. Имаме место само за еден аквариум дома. Добро, што имате денес и што чувате во аквариумот? Скалари, кривензиси и ботија. Мене сето тоа ми звучи И- непознато. Ајде малку да ги објасниме овие рибчиња. Скаларите се тенките долги риби. Секој ги има видено скаларите. Ботијата е мојата ботија од 2003 година и се уште е жива. Кривензисите не можеме да ги видиме. Ке дзирнеме после и во аквариумот секако. Дане, ти благодарам за разговорот и ти посакувам многу успех во понатамошната работа, уште многу ножеви да ги правиш и што да ја збогатуваш својата колекција. Ви благодарам.